Вести на Канал 8. Нема да се казнат граѓаните кои нерационално ја користат водата, но апелите да не се краде водата и понатаму продолжуваат. Кражбата на вода е кривично дело, а не прекршочно. Такви се измените во кривичниот закон, што како иницијатива ја покрена и јавното комунално претпријатие Солидарност од Виница. Порано беше прекршочно дело и се плаќаа само казни. Сега кражбата на вода е кривично дело и за тоа се добива казна затвор, предупредуваат од јавното комунално претпријатие Солидарност. Ова лето немаше потреба од рестрикции на вода во општина Виница и нема да се казнуваат граѓаните кои нерационално ја користат водата, како што е случај со некои градови во Македонија. Па засега не сме размислували на таа тема, бидејќи, како што кажав, немаме некои проблеми со потрошувачката, за разлика од други градови или општини во Република Македонија, каде што има појава и на кражби на вода, има појава на нерационално користење на вода пред водомери. Засега во градот Виница немаме такви случаи, не сме приметили, меѓутоа не значи и дека не постојат. Ние како комунално претпријатие преку нашето здружение АТКОМ покренавме иницијатива за промена на кривичниот закон, така да во тек е процедурата за измена на закон во кој што гласи дека кражбата на вода е кривично дело. Значи до сега кражбата на вода беше прекршочно дело и се плаќаше некоја казна, не знам сега, не знам колку е. Меѓутоа со измените на законот ќе биде кривично дело, што значи дека доколку некој од корисник или жител на градот Виница или општо во Македонија краде вода, го сврти водомерот или пред водомерот зема вода, може да заврши во затвор. Големи проблеми со водоснабдувањето на Виница летово немаше, додава Спасовски. Само недостиг се јавува во село Калиманци. Од населените места со кои што стопанисуваме имавме мал проблем во село Калиманци со недостаток на вода за пиење. Тоа е бидејќи изворот од кој што се снабдува село Калиманци значително намали својата количина на вода, така да бевме принудени да интервенираме таму и да инвестираме во нова каптажа. Направивме нова каптажа и собравме поголема количина на вода и ја насочивме кон збирниот бунар, каде што со пумпа се црпи и оди во резерварот. Во тие периоди кога имавме проблем во село Калиманци, по 2, можеби 3 цистерни дневно, ние носевме и разделувавме водата по граѓаните тамо, по жителите на село Калиманци, така да освен ова населено место, другите населени места во општина Виница нема проблеми со водоснабдувањето. Инаку, јавното комунално претпријатие Солидарност редовно си ги извршува сите обврски кои му се дадени како претпријатие со цел граѓаните да бидат задоволни. Се однесува на редовно собирање на сметот и одржување на јавните зелени површини, одржување на градскиот пазар во среда и градските гробишта. Секоја година расте бројот на зелените површини во градот кои што претпријатието ги одржува и коси. Земјоделците со можност за остварување на старосна пензија со предложените измени во Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Со него се засегнати голем број земјоделци од Кочанскиот и Виничкиот регион. Со измените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување се предлага да се воведе законска можност на земјоделците да им се пресмета во нивниот стаж и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците, кој се применуваше во периодот од 1978 до 1988 година, со што би се создале можности за исполнување на минималните услови за остварување право на старосна пензија 15 години пензиски стаж, при што ова законско решение ќе започне да се применува од 1.1.2016 година. Осигурениците кои имаат статус на индивидуални земјоделци заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија во нивниот стаж на осигурување ќе се засмета и времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување, доколку земјоделецот бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците. Доколку осигуреникот нема целосно утврден стаж на осигурување по 1. јануари 1989 година заради исполнување на условите за остварување право на старосна пензија, ќе се засмета времето поминато во осигурување според Законот за старосно осигурување на земјоделците кој се применуваше од 1978 до 1988 година, доколку бил пријавен во осигурување и придонесот за тоа осигурување е платен во време на важењето на Законот за старосно осигурување на земјоделците и доколку изврши уплата на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување за период по 1. јануари 1989 до исполнување на условот од 15 години стаж на осигурување, доколку бил пријавен во задолжително социјално
социјално осигурување поправи јануари 1989 година. За реализација на оваа мерка со која на сите земјоделци кои во моментов не исполнуваат услови за старосна пензија, односно 15 години стаж, а со признавањето на стажот поминат од 78 до 88, според Законот за земјоделско осигурување ќе остварат 15 години стаж и ќе можат да остварат пензија, а со тоа и социјална сигурност и пристојна старост, сметаат од владата. За оваа мерка ќе се одвојат околу 34 милиони денари на годишно ниво за исплата на пензии. Штраковите се раселуваат затоа што снемуваат услови за размножување, а не и дефицит на храна, коментираат експертите. Ваквата тенденција најмногу се должи на фактот што се исечени најголемиот дел од дрвјата во регионот на Кочани. Според пописот во Македонија, прв после речиси 60 години, голем дел од штраковите во текот на сезоната престојуваат и се размножуваат во Кочанската котлина, а само во општина Чешиново облешево биле пребројани над 70 штракови гнезда. Според експертите, иако Чешиново е влезено во мрежата Европско село на штркот, штраковите гнезда може да се сретнат и на други места во Кочанско, особено во градовци, и дека култот кон штркот во овие краишта е се уште присутен и развиен, затоа штраковите не се мета за одстрел, ниту пак извор на храна за луѓето. По светските знаења и светските мерила, штркот е индикатор на здравата животна средина. Тамо дека има штрци, животната средина е добра. А ние сме богати со многу птици, Кочанска котлина е најбогата со птици и многу богата со штрци, затоа што Кочанската котлина представува еден природен ареал каков нема на друго место во Македонија, па и поширок. Што значи тоа? Какви се спецификите на тези? Спецификата на тај ареал е присуството на оризиштата и на барите, а оризиштата се, ако може така карикирано да кажем, еден вид природни, не него вештачки бари во кои што штрците, чаплите, водниот бик, малите чапли, гњурците наводят храна привремено или постојано од оние прелетни птици, што се гуските, шатките, да кажеме и други видови на прелетни птици, а штрците се преселни птици. Постои разлика од и постојат 4 видови птици на ниво на светот, како се они групирани. За воле на вистината, бројот на штркови се намалува. Бројот на гнездата во Македонија е намален за околу 1/3 во однос на нивната популација од пред 5,5 децении. Бројот на гнездата се намалува. Ја пратам 2 гнезда во кругу на Кочанско поле, едното оваа година остана пусто. Другото е активно и се изведува 4 штрчиња, а другото остана пусто. Ја имам ми напишено еден расказ кој го штампа во Шведска, во Холандија, во Италија, во Шпанија, со име и ние имаме право да живееме и со нас е исклучиво за штрците. Нажалост, нивниот број опаѓа не заради немање на храна, него поради пореметени услови за размножување. Нема дрво. Ете, видите, ако се качаме горе кај домо на Асном, не може да видите едно дрво во Кочанска котлина. Бојаджиски вели дека штраковите во Кочанскиот регион се повеќе остануваат да гнездат во населените места, па и по бетонските бандери за пренос на електрична енергија, што е опасно по нивниот живот. Кочанци малку донираа за поплавените граѓани од Тетово. Акцијата помина со неочекувано послаб одзив за помош на настраданите, за разлика од претходно реализираните акции за помош на поплавените семејства од Босна и Херцеговина и Србија. Собрани се само 1300 денари парични средства и пакети вода од фирмите. Кога станува збор за граѓаните од Македонија, кочанци покажаа дека не се многу расположени за пружање помош. На хуманитарната акција што во организација на општина Кочани, невладината благородна мисија и Црвениот крст се одржа во Кочани, донирани се само 1300 денари парични средства и пакети вода од фирмите. Храна, брашно и хигиенски средства не се собрани. Единствено можно е да има донирани средства на веќе објавените телефонски броеви на Фондот за солидарност за помош на поплавените семејства од неодамнешните поплави што го зафатија Тетово и регионот. Пакети вода донираа фирмите ИНТ 84, Амфенол 30 и Кузе 25 пакети вода. Друго ништо не е собрано, информираат организаторите на акцијата. Донациите не можеме да кажеме дека се големи, нема голем одзив, меѓутоа
Имаме нешто собрано парични средства, претежно од производи добиваме вода за пиење, флаширана вода за пиење. Меѓутоа, ете ке чекаме во текот на денот како ќе имаме одзив. Претежно водата е од фирми, меѓутоа очекуваме да добиеме и производи во храна. Бидејќи сме ограничени, можеме само конзервирана храна, нешто што не е расипливо. Меѓутоа, ете јас би сакала да упатам апел до сите заинтересирани, сите граѓани на општина Кочани кои што сакаат да помогнат, да донираат за настраданите, дека без разлика што денеска завршуваме со пунктот, тие можат да донираат и во Црвениот крст и кај нас во општината, значи може да се обратат и да донираат и производи и да помагнат во парични средства. За акцијата ни помагаат и единицата за противпожарна заштита, така што и тие се тука до нас и во секое време ние сме тука за да примиме донација и да помогнеме за настраданите. Вчера имаше околу 1300 денари соберено, тоа е нешто минимална бројка, што може би па имаат некој праќано на жиросметките или броевите што се оставени за донација. Инаку одзивот, за разлика од претходната акција што ја правевме за настраданите во Босна и Херцеговина и во Србија, е многу помал. Само за споредба, на акцијата која што исто така во организација на општина Кочани и Црвениот крст се организираше за поплавените семејства во Србија и Босна и Херцеговина, кочанци многу повеќе донираа и акциите беа далеку поуспешни од овие за поплавените во Тетово. Од општината истакнуваат дека иако пунктовите завршуваат денеска, акцијата за донација продолжува и понатаму. Може да се донира на телефонскиот број 143 400 со префикс на сите мобилни оператори. Привршува реконструкцијата на дел од тротоарот кај Кочанска река. Со тоа тој добива нов лик, за чие продолжување до формирање целина во локалната самоуправа се уште се размислува. Уреден е најголемиот дел од 850 метри квадратна тротоарска површина покрај кеот на Кочанска река, што почна да се реконструира на крајот од претходниот месец. Од општина Кочани го испочитува планот градежните работи да траат околу 10 дена, при што освен тротоарот се поставува и урбана опрема за подобрување на функционалноста на просторот. Овие зафати се надоврзуваат на акцијата од минатата година, со која се изврши реконструкција на тротоарот од мостот кај Центарот за култура до шопинг центарот. Се предвидува на овој потек од мостот кај шопинг центарот до мултикултурниот центар да се обноват клупите и да се постават нови дополнителни клупи со кои ќе се изврши уредување на просторот. Дел од комуналното уредување, освен на овој потек, се планира и во други делови од централното градско подрачје, при што се остава можност реконструкцијата на тротоарот да продолжи во правец на мостот кај градскиот плоштад. Планирано е годинава исто така да се изврши реконструкција и на тротоарот на улицата Димитар Влахов на влезот во Кочани, така што преостанатата квадратура од потегот на кој се работи ќе се искористи таму. Ако остане дел од квадратурата предвидена за оваа година за реконструкција на тротоари, можно е да се продолжи до мостот по мултикултурниот центар. Прво место во Кюстендил, Република Бугарија и уште 3 награди на фестивалот Долнени Прилепско за оркестарот на народни инструменти што функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. За годинава планираат уште најмалку 2 настапи во странство. На фестивалот што се одржа минатиот месец во Долнени Прилепско, учество зема и оркестарот на народни инструменти што функционира во склоп на Центарот за култура Бели Мугри. Оркестерот се представи со младите членови кои што се покажаа во одлично светло и се вратија со освоени 3 награди, а добро се представија и на уште еден фестивал во Кюстендил, Република Бугарија и го освоија првото место. Освоивме 3 награди, значи освоивме соло изведба, освоивме групна изведба, 2 соло и 1 групна изведба. Исто на фестивалот во Република Бугарија во Кюстендил бевме поканети на еден тродневен, да кажем, еден одличен фестивал кој знаат они тоа добро да го организират кога се работи за фолклорните изведби, кои бевме изненадени, да бидам искрен, зедовме 2 награди. Едната да учеството што беше, а другата зедовме на фолклорниот ансамбл, зедовме прво место. Иначе, да признам реално дека сум задоволен при изведбата на
на самите млади членови, ако земеме во обзир нивната возраст на овие години, знаеки ги самите овие инструменти, би се одлично снајдуваат и одлично работиме, ги правиме пробите и значи не застануваме тука, продолжуваме, ги имаме програмата више испланирано и ја работиме за наредните активности. Оркестарот на народни инструменти при Центарот за култура Бели Мугри функционира веќе 3 години, од кои 2 години за изучување млади лица на народни инструменти. Се уште функционира и постои и возрастниот состав кој обстојува долги години. Моментално оркестарот со младиот состав го сочинуваат Андреј Коцев и Звездан Стојков кои свират на тапан, Никола Ѓоргиев на кемане и Давид Митев на гајда. Јас се викам Андреј Коцев и сум член на фолклорниот ансамбл Бели Мугри. Јас имам 11 години. На што свириш? Од кога засека тапанот? Јас свирив на тапан и веќе 2,5 години свирам на тапан. Јас сум Никола Ѓоргиев, имам 13 години, овде сум од самото формирање на нашата група, член сум во игрорната група, јас го водам морото, а инако сум и член во оркестарот, свирам кемане. Ни помага наставникот Драги Атанасов. Убавината на кемането е тоа што дава многу убав звук. На него се свират многу убави песни. Оркестарот на народни инструменти не запира тука. За годинава се планирани уште најмалку 2 настапи надвор од Републикава. Оркестарот и фолклорниот ансамбл Мугри запишуваат и нови членови, така што оние кои се заинтересирани да ги изучуваат народните инструменти може да се пријават во Центарот за култура секој работен ден. Повеќе да се внимава на духовниот отколку на телесниот пост, предупредуваат свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Започнаа богородичните пости. Богородичниот пост почнува од 14 август и трае 2 недели до 28. Овие пости се најкратки и затоа се одлучуваат да ги постат поголем број луѓе. На самиот почеток на постите, свештениците објаснуваат како треба да се пости. Од денес па се до 28 август, денот кога учествуваме спомено успение на Пресвета Богородица или ке народот познат како Голема Богородица, траат богородичните пости кои што се востановени во чест на празникот Успение и на празникот Преображение. И според типикот пропишан од Светата православна црква се пости на следниот начин, значи од понеделник до петок е без масло, сабота и недела е дозволена употреба на масло, додека риба е благословена само на празникот Преображение. Да се посвети поголемо внимание на духовниот отколку на телесниот пост, потсетуваат свештениците. Сите нели оние кои што планираат да ги постат, би апелирале нели да обрат внимание не само на телесниот, туку повеќе внимание на духовниот пост, значи да размислуваат за Бога, да размислуваат нели за своите греови, да размислуваат за покаяние, пред се да стават акцент дека треба да им помагаме на сиромашните и на изнемоштените лица и они нели сите категории на кои што им треба помош и нели откако ќе се подготвиме телесно и духовно преку светата тајна исповед да пристапиме кон светиот путир, односно кон светата Евхаристија. Што се однесува за земање причест, Арсовски рече дека во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги литургија се служи секој петок, недела и празник. Сите кои имаат благослов од духовникот и кои се подготвени може да земат причест после секоја литургија. Арсовски апелираше и до сите оние кои сакаат да идат на исповед, поради големата гужва за време на постите и со цел да се запази вистинската и целосна исповед, да не чекаат последниот ден, туку тоа да го сторат порано со претходен договор со духовникот. Следуваат спортските информации. Второ коло во првата македонска фудбалска лига. Третолигашите отвораат последни. Надпреварите од првата македонска фудбалска лига влегува во фокусот на интересот и на локалната спортска јавност. Главните фаворити за освојување на шампионската титула во домашниот фудбалски шампионат, актуелниот правак Вардар и Шкендија, веќе внедела во рамките на второто коло ќе се соочат со 4-кружниот надпреварувачки систем. Тетовскиот тим Шкендија како домаќин на овој дуел ќе организира средбата во Куманово, но без присуство на гостински навивачи. Мечот од страна на ФФМ е прогласен за висок ризик. Шкендија на почетокот од сезоната поради реконструкцијата на стадионот во Тетово, домаќин беше во Чаир.
Новиот праволигаш Младост од Царев двор наместо во Прилеп, како што беше најавено, првиот меч како домакин против Ренова ќе го игра на неутрален терен во Охрид и работнички ќе игра како домакин во второто коло против Хоризонт Турново на неутрален терен на Ѓорче Петров, бидејќи за стадионот Филип II стапува во сила забраната за користење на теренот во пресрет на репрезентативниот дуел Македонија-Шпанија кој ќе се игра на 8 септември. Шкуп и Металург на Чаир ќе играат без гледачи поради казната за клубот од Чаир од минатата сезона, изречена поради физичкиот напад на младинците на Вардар од страна на нивните навивачи. Викендов стартува и второлигашката сезона, а 4 од 5 надпревари ќе се одиграат во редовниот саботен термин. Кожув Македонија Ѓорче Петров, Костивар Скопје, Победа Тетекс и Љубанци Евромилк Ѓорче Петров, Лазарим и Пелистер ќе играат в недела. Последни сезонава стартуваат третолигашите. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убав викенд. Довидување.